За тебе си правиш. Царот турски имал многу лоша навика. Го викал Пео и троманецот многу често, понекогаш за добро, понекогаш за лошо. Никој не знал зашто повеќе го вика, дал за арно или за лошо. Овој пат Пео бил повикан официјално на гости, како благодарност за итроштините што му ги давал на царот, а никогаш не примал подарок. Отишол Пео кај царот и уште оддалеку почнал да вика: Честити царе, да ти се многу години, да те поживее Господ, царска рака, долга и широка, да е ирлија саатот што се видовме. Добро дојде Пео, рекол царот и се упатил кон Пео да го пречека. Мора и се избакнаа по турски, како што велат старите, гас и образ. Како баба, мајка, како жена и деца Пео. Добро, честити царе, со Господ напред арно. И додека царот го растрашуваше Пео за Мариово, за Мариовците, за работата, стаса и кафето. Да ти се многу години, царе, ама за тебе си правиш. Го испиле кафето и пак го продолжиле муабетот, а веќе дошло време за ручек. Ја ставиле трпезата и за миг гавазите ја наполниле с убави јадења и мезиња. Гледаш ли што значи гостопримство? Сум направил јадења за тебе, сум испекол гуски. Да си жив, царе, 101 година, ама за тебе си правиш. Поминала и вечерта и дошло време да си легнат. Му послал царот на најубав кревет на Пео и во најубавата одаја од сарајот. Евала Пео, ке спиеш ноќва на најубав кревет. Сум ставил најубав диван, сум направил нешто најубаво за тебе. Да си жив, царе, се арно, ама за себе си правиш. Кога го чу царот пак истото од Пео, многу се навредил. Арнама ништо не му рекол на Пео, а во себе си помислил како да му се освети. Затоа си направи во себе план и рекол на царицата: Слушај, Фатиме, овој ѓаурин голем незадоволник е. Ако сега остане незадоволен, тогаш никогаш повеќе. А ми ке месиш една пресна погача од чисто, за да му ја дадеш за Фатема, а внатре стави и отров, барем нека се отруе, жив да не оди во Мариово, и така од него нема аир. Како што царот и рекол на царицата, така и направила. Му измесила погача со отров, му ја ставила во една торба, му дала сирење, малку месо од печена гуска и го испратиле Пео са бајлето уште сонцето не огреано. Остани со здравје, честити царе, сполај ти на гостопримството што го направи, па ако те нанесе патот во Мариово, повели кај мене на гости. Ајде со здравје, Пео, поздрави дома и во Мариово, му рече погласно царот, а во себе си помисли: Оптегни папци побрзо. Се разделија Пео и царот како што им доликува на стари пријатели и замина Пео. Оди Пео долго време низ шумата и кога наближува на една чешма, го сретна таму царскиот син кој бил на лов веќе неколку дена. Седел така кај чешмата гладен, бидејќи му се скусило јадењето. Кога го видел Пео, душата како јасно сонце да му ја огреа. Бре ош, бре држ, бре како си, бре што правиш, бре како правиш, и се избакна по турски како што велат старите гас и образ и како што ги доликува блиските пријатели. Пео, бре, да ми дадеш малку од твојот леп ако имаш со тебе. Од оваа студена вода што ја пиев многу ми се пријаде, му рече царскиот син на Пео. Како нема да ти дадам, бре синко, не малку, туку еве на, земи се што има во торбата. Му ја дал Пео торбата без да знае што направиле царот и царицата. Му го оставил Пео јадењето на царскиот син и си заминал. Бидејќи царскиот син бил многу гладен, се изнајал од погачата која била уште топла и се изнапил ладна вода.
Тоа што му останало од јадењето им дал на птиците за да можат да бркаат повеќе зајаци. Се одмори уште малку царскиот син и кога станал за да го продолжи патот, веќе почнало да го боли стомакот. Бидејќи чувствувал голема болка, си тргнал право дома. Кога стигнал до дома, бил толку многу изнемоштен, што одвај му кажал на царот, на татка си, дека и троманецот Пео му направил добрина и дека му го дал целото јадење. Кога царот разбрал дека место Пео си го отрул синот и загарите, веќе било доцна. Јас сум крив за се. Мене Пео ми рече, се што правиш, за себе си правиш. Ама јас не го разбрав тој троманец. И така царот и царицата си го жалеле синот што самите си го отруле.